МВР почна да расчистува со корупцијата во своите редови. 41 годишна аналитичарка од МВР е фатена како прима мито од 12.500 евра, кои требало да ги земе за да додели социјален стан, информираше на својот Facebook министерот Панчо Тошковски. Тој најави дека истрагата ќе биде проширена и најверојатно ќе опфати и други службеници на МВР кои се дел од измамата. Од страна на одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди во координација со одделот за криминалистичка полиција се постапуваше по пријави од 3 оштетени лица и на ден 17.5.2024 година наведеното лице е фатено на лице место во моментот на примопредавање на 12.500 евра, претходно криминалистички обработени кои ги прибавила за наводно посредување за добивање на социјални станови од Б категорија. Обвинителството отвори истрага за аналитичарката од МВР, а од судот бара да ја го одземе пасошот и да ја даде забрана за напуштање на градот. Таа за една година успеала да излаже тројца, дека е началник во полициска станица Газибова и член на комисијата за доделување социјални станови. На трите оштетени невработени лица им ветувала дека ќе им посредува да добијат социјални станови во Лисиче по цена пониска од реалната, наведувајќи ги да исплатат по 12.000 евра за стан и 3.000 евра за посредување и изготвување документација. Осомничената се занимавала со изработка на фалс документи за позајмици, договори за социјални станови и имотни листови. Обемната документација полицијата ја пронашла во незината канцеларија. На работа чувала документи со кои според истрагата на МВР правела измами, а дома во Сарај и пронашле оружје и муниција за кои неверојатно не поседувала дозвола. Во канцеларијата на МВР, осомничената аналитичарка чувала и тефтер во кој уредно водела евиденција за кого што работа завршила. Македонија тоне во корупција според сите досегашни извешти на невладините и меѓународната заедница во последниве години. Според она што го најавуваат од ВМРО ДПМН, нивната главна заложба во новата влада е расчистување со криминалот и корупцијата во јавниот сектор.